Дами и господа, почитувани гледачи на телевизија Орбис, еве го тоа што го баравте. Еве го тоа што го чекавте. Го чекавте 40 години. Групата Мадригали. Миле Шерденков, еден од основачите на групата. Да. Како се случи? Помина многу времења, долг еден период, повеќе од 40 години и така натаму. Меѓутоа претпоставувам тоа се драги спомени, не се забораваат и дека уште се сеќавате на тие први почетни мигови. Како се случи да се формира оваа група? Ова група постои од крајот на 73 година, почетокот на 74 година, официјално. Во ова група имаше многу музичари кои се кажуваат ден-денес дека ја направиле ова група, али во потпун состав групата Мадригали, која остави трага во македонската рок музика, значи почна се 74 година. Некаде. Пред тоа свиреа, мислам дека имаше една група Мадригали се викаја, во неја членуваше Темсо, па Благој Петровски Штука, кој покасно во Мадригали беше. Бимбото и уште два тројца тие свира, мислам 3-4 месеци свира, поигранки, мислам дека на еден настап беа во гимназија
и уште една игранка од свирија. Така мислам и толку му беше нивното работење. Така да после тоа Благој Петровски заедно со мене, ја и покојниот Пажич Панде ја образувавме комплетно групата Мадригали. Во таа група дојде Благој Тасески, потоа дојде Цане Николовски како пејач, а пред беше Благој Петровски, кој што реков штупар, и беше пејач. Тој си отиде, што бевме приморани да направиме една аудиција, па да го земиме Цане Николовски. Кога дојде Цане Николовски, после тоа се случи да ни треба уште еден гитариста, па го заеговме Драган Карамфиловски Бојс. Групата почна да работи, првата снимка направи македонски рок, така излезе на македонската рок сцената. Значи, групата Мадригали, некои многу други луѓе се препишува дека тие направиле групата Мадригали, кои воопшто ниту членувале, ниту биле во групата. Значи, во потпун состав групата Мадригали беше која излезе Миле Шерденков, Цане Николовски, Благој Тасески, Драган Карамфиловски Бојс и Томе Георгиевски Шкипот. Тој е моментално во Австралија. Таа постава на групата, покрај во Македонија, на гитаријади, на разни концерти, со освоени први места, со снимање снимки за македонска телевизија, тогаш веќе тогаш почнува дури и телевизорите да излегват во црно-бела техника, што нема луѓето и телевизори што се вели збор да гледат. Ние како група Мадригали тогаш излеговме прв пат, мислам. Тоа беше почетокот 74 година. После тоа имавме настапи, правевме проби нон-стоп, работевме концерти, бевме на Зечарска гитаријада, освоивме 5 први награди, поканати бевме да снимаме албум, CD во РТБ Белград. На емисијата веќе уз радио една композиција имавме Македонија, која беше многу голем хит, се пушташе скоро цел месец, беше на топ листа на прво место. Потоа настапи во Нови Сад, во Сараево, во Скопје, низ цела Македонија. Потоа имавме наживо концерт, исто тогаш популарни групи, како што беа да речеме Леписол, Пул група, Тор група и многу други групи. На гитаријада во Кочани освоивме прво место. Значи тоа беше златниот почеток на групата Мадригали. Па натака продолжи да работи со многу голем елан, што постигнавме, мислам дека како прва рок група излеговме надвор од границите од Македонија, што не знаеа, што имаме свирено со Златни прсти, со Галија, со Бумеранг, со многу познати групи што свиревме во екс-Југославија. Нашите песми се како цвеќе, пејте со нас. Пие се љубов
srce do srce za srce širi me glas. Od srce do srce za srce širi me glas. Naše e madrigali mladi sne. Vesnata sonca počini pali sekoj čas. Od srce do srce za srce širi me glas. Od srce do srce za srce širi me glas. Od srce do srce za srce širi me glas. Тасевски Благој. Благоја, дали кога наумивте да формирате една ваква група како што беше групата Мадригали, вие пред тоа се дружевте сите, бевте другари, бевте пријатели, бевте соседи или сосема случајно така влеговте во музиката и ја создадовте групата? Па бевме колеги тогаш, ја свирев во други групи, како деца се беревме, свиревме игранки, вам таму. Кога еден член од групата Мадригали се замина, 75-та година, ме повикаа мене и така продолживме да работиме и да ствараме своја музика. Да се работи во вакви групи не е така лесна и едноставна работа. Разни карактери, разни, речам, потреби во животот. Најмногу бидејќи станува збор за млади луѓе, желба една за докажување, за потврдување, за лидерство и така натаму. Имавте проблеми на тој план така за колку повеќе ќе се докаже? А тогаш бевме деца, ентузијазмот беше голем, по цел ден пробавме по избите, баравме место за проби. Од сабајле до вечер пробавме своја музика, творевме. Така, за нас тогаш не беше тешко. Сега е потешко маца. Другарството сепак Да, беше најважното. тоа беше дружењето најважно. Се сеќавате прва песна која се собравте, значи на првата проба. Која беше таа мелодија што отсвирихте, што сакате да ја наметните како хит, како белек на оваа група? Па се сеќавам на првата, не прва сам, може не беше или на проби кај Панде Пажич покојниот клавиатурист, во избата кај него пробавме. Индекси беа тогаш на врво на славата, така да кажем. По тие фестивали вадевме песните, свиревме забави тогаш за средношколски забави во офицерскиот дом. Вадевме песни од Индекси. Која беше да се ти си била најпоследна. Она друга. Бациле све кроз реку. Нана е најпоќе се сеќавам на таа песна, на него фестивал се ја изведува, па ние одма другиот ден ги вадевме песните и ги свиревме на игранките. Се што беше актуелно. Или тогаш беше... Како беше таа првата мелодија, неколку акорди може да се... Не, таа е од Мадригали, од после, тоа е наша композиција од Драган Карафиловски Бојс, Млад Ерген. И така натаму. Значи помина доста време, повторно се заедно, сега, можеби тогаш не размислувавте колку време ќе бидете заедно. Ама сега сигурно се раѓате назад и се прашувате како издржавме толку време да бидеме заедно, но уште повеќе па како издржавме да не бидеме заедно толку години. Па долги години сме заедно и со една ова идеја беше на па најпоќе заслуги има Шендеро тука. Тој така, да не се обери пак. Така, дојде само некоја иницијатива, не знам како се случи тоа да се собериме. Не повикаа лани на по повод Трајче бубњаро нашиот на Бубот К15. Брат бубњар ни беше тој, пошто почина тој, веќе 2 години и поќе. И јубиларно почна се прави гитаријада во Кавадарци. И така не викна Бубо нас.
дека тој беше со нас бубнер, со нас почна, со нас прв пат влезе во студио да снима со нас и не повика и нас. И тоа беше како една причина така да се собериме. Така почнавме, па дојдовме на идеја после културно-битолско лето, така еден проект направивме, понудивме, па така испадна добар, па ето имаме таа чест да го затвориме културното лето. Brigadieri sme, toccame i cieli, tutte gradime. Hej, mladi, mladi, naš je svijet svet, do koga se gradi, prvi sme na red. Zdravo, 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 mladi, zdravo, сега нас не мами, на овој чуден свет, секој има еден век, еден, два, опа, и ха-ха. Пред нас многу микрофони, ама за мене и за вас сигурно е ова интерес телевизија Орбис. Ова е емисија ТВ Галерија, претпоставам дека една од доста гледаните емисии и токму заради тоа ми е драго, не е необично било што имам можност да поразговарам со Сани Николовски. Третиот човек од групата Мадригали. Меѓутоа не инструменталист човек или повеќе интерпретатор, така солист, така? И како е сега подобро да бидеш да со инструментот в рака или пред микрофоните? Се знае пред микрофоните, да се види. Јас не сум многу инструменталист, јас свирам флаута да закефам, а понекогаш и сакам да видам така да излезам понекогаш со инструментална музика. Како Цане се вклучи во групата? Па тоа беше од Наја ти отиде, некој ти предложи, ти понуди нешто? Јас како се сеќам, 75-та година беше. Јас многу пати одев по паркот со гитарата, тогаш беше традиција се бериме во паркот да свириме. Миле Шерденков и Пажич Панде беше. Ме слушна како што пеам и ми рекла, дојди ти со нас да видиме, на разглас како ќе пееш, на озвучење. Отидов таму, се бенди са пењето, ба се сеќаме на песна беше од Мишо Ковач, мој пев. И рече од утре со нас ќе почнеш. Така беше тоа. Така почна дружината. И колку години траеше тоа дружина? Па, кога почнавме
од 75-та година до 80-та, кога веќе групата Мадригали се префрали со друго име, Трн Волко, се измене некој член. Постоењето на групата или вокално-инструменталниот состав Мадригали беше во време кога имавме невидена една конкуренција на вакви групи, не само на просториите на Југославија, туку и во Македонија, па и во Битола имаше многу групи, да не зборувам во светот. И не се уплашивте во некој миг, да речеме, една таква голема конкуренција дека може да функционира на ваква група? Имавме конкуренција, наистина, доста. Немаше да се плашиме, ние си тераме свој стил на музика, тие друг стил. Например, ќе кажам, за БТ Топ, тие свире джез, рок, некој, ние свиревме мотиви од фолк мотиви, рок, чисто рок н рол. Нема, во тоа време беа и Гром, ни се придружија како. И Лепи со во тоа време исто така беше, ден за ден. И така, Пу исто така, заедно настапувавме на гитаријадите. Нема што да се плашиме од тоа што тоа време. Хорошо, со конкуренцијата може би беше и по-стимулативна, речеме, кога има конкуренција човек, повеќе настојува да работи, да биде по-квалитетен. По-млади, мислиш само на музика, се ствараш, тоа е. Та не, пеевте разни песни од разни автори, меѓутоа имаше некоја ваша, таму имаше доста ваши песни што ги правете. Да, имаше доста наши. Во тоа време имавме многу наши песни и свиревме и друга музика, претежно странска музика, од Стиви Вондер се сеќавам, од Deep Purple некои работи свиревме, Rolling Stones и така беше некој. Мислам, многу време па не знам кој репертоар беше да бе. Пошто колку време се видовте со другари, така помина доста години, пошто колку време се гледате, се среќавате? Или и порано се среќавате? Например, со Бале свиревме во групата Елита. И ден свиревме. Се среќававме стално и со Миле, многу пати правевме проби, снимав негови песни, пеев по фестивалите, забивавме награди на Интерфест, се сеќавам. Во Скопје се земавме трета награда, на фестивалот во Охрид исто така земавме награда, му пеев негова песна. Стално се среќававме. Ова нешто друго е. Некоја ваша лична песна создадовте за тоа време додека бевте и која би тоа беше една најсаканата? Претежно композитор беше Драган Карафиловски Војс и Миле Шерденков. Тие компонира драга песна, сите ми се драги песни. Со најповеќе, но првата песна што ја почнавме која станавме популарни беше Македонски рок и Здраво младите ми најдраги песни. Весели песни, хит песни беа. И други има. Што сакате повеќе? После толку години поминати во светот на музиката, денес кога речеме да сте на почетокот од кариерата, што ви посакале повеќе да пеете? Ова што е забавната музика, рок музиката или народната наша песна? А од народната која? Повеќе староградската или новата музика? Добро, ние почнавме со рок музика. И јас сакам сите музики, например, со рок н рол, обожавам многу. После кога завршивме ова фолк музика, рок музика, почнавме на фолк музика, сварав ни таму хитови големи. Сите мене правци на музика ми се драги. Сакам сите да ги пеам. Ова наше подневје мора да бидеш интернационален, се да пееш и да свириш. Повеќе сакат народот, особено повозрасните луѓе, меѓутоа на времето беа слушани доста овие рок музиката беше популарна музика, сега не знам колку да речеме. На времето само тоа се слушаше, се сеќам цело време ќе свириш рок н рол, на крајот се свиреше само 3 народни песни, Швидрите ми чалги, Јованки, Норо и толку нешто. Srećen sum v ovoj čas. Na 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 na. Bitola moja je grad, za tvoj što je mlad. Na 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 na. Bitola moja je grad, za tvoj što je mlad.
moja doj, nek radost ništa moje. Planetari čuden svet, sino nebo crven cvet, jedno mome sretna vjaz, srećen su ovoj čas. Na 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 na, Vitova moja igra, za tvoj što je vas. Na 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 na, Vitova moja igra, za tvoj što je vas. Na 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 na, Vitova moja igra, za tvoj što je vas. Na 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 na, Vitova moja igra, za tvoj što je vas. Na 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 na, Vitova moja igra, za tvoj što je vas. Ме подсетуваат овие акорди на нешто убаво, шо беше ова? Па, изсечоци од Од разни комбинации. комбинации. Да. А ша- Не од нашите, мислам, песни сега што ги свириме. Меѓутоа сега се тие обработени песни со нови аранжмани, многу подобро направени. За условите тогаш немавме вакви можности. Имавме Са кажи ми името и презимето. Дамевски Љупчо. Кога се вклучите во групата? Малце подоцна, така? Јас се вклучив после 7-8, мислам, години покасно. А пред тоа каде? Пред тоа јас бев во БТТ. Таму бев член. После се вклучив со нив. Мислам, тогаш членува Миле Штедников, Вале, Сане, Бојсо. Хајде да се подсетиме малку. Миле спомна нешто пред да дојдете во Мадригали, во Битола имаше уште неколку вакви групи. Да, Сите да. беа квалитетни. Сите, И ние сите, ќе се точно. видиме на сите вака по една емисија да им посветиме, Сите да се беа. вратиме во тие убави времиња на музиката. Да. Кои се други, се сеќавате добро, кои се други групи тогаш функционира? Мислам, најквалитетни се реален, да видам беа Мадригали и БТТ. Се, таа е вистината, мислам, за тоа време, Го 40 години се во прашање. Не е тука промаши, немаше групи. Немавме ни услови ние за да купиме инструменти, да тие се беревме во визби, работевме примитивно да кажем. Сиромаштија, беда за инструмент. Па така беше времето. 40 години во прашање. А што ве донесе во групата на Мадригали? Што одлучи да се приклучите на оваа група? Па уба музичар свират. Хитчина се добри, за разлика од стилот на ВТТ, тоа беше некој джез рок со, мислам, потешка музика, несватлива за, да речеме, за обучениот народ. Меѓутоа, овие се певливи песни, хитчина, сега ги преработивме, за до четврти се спремаме. Ќе биде топ. Дали да речам, овој повод, со овој повод завршува приказната со Мадригали Не. и продолжувате понатаму? Шибаме. Додајле. Во четврта и додека Не, има здрави тераме, живот, тераме, така? ќе снимиме нови песни, спотови и така натаму. Сега ние да одбележиме 40 годишни љубија. Ја да се одбележи. Уште едно прашање. Да? Која е таа од бројните композиции мелодии што ги пеевте, што ги свиревте, така ви остана најмногу осетување? Платија на дупла и марш да те нема. За мене. Да. Пошто јас со таа песна влегов, мислам во групата и јас се снимав. Не. И како е тоа марш да те нема, значи Ама после тоа малку треба со ритм. само неколку акорди да видиме. Добра.
Добро, значи ова е мрж да те нема. Да. Мене нека ме нема, имам уште некој разговор да го направам. Devojko mala, doјди сега бар за мен. Сакам нешто да те прашам. Сакаш ли да се возиме со бајто? Сакаш ли да се возиме со бајто? Еј ти, девојко мала, дојди сега бар за мен. Сакам нешто да те прашам. Сакаш ли да се возиме на метла? Сега чуј, модерен е тој нов штос. Штом те мине овој ден, со бајко јас ќе дојдам да те земам. И тогаш не ги знај, на метла ние сами ќе одиме на еден меден месец. Се вели музика, ова одбрисува коси. Меѓутоа тоа е музика што ги обседна младите во времењата на назад. Не знам колку е сега тоа популарно, колку е тоа слушано и така натаму. Меѓутоа еве уште еден разговор со уште еден член од групата Мадригали, која по 40 години повторно ќе се представи пред ветерската јавност. Сите со нетрпение очекуваат да се случи тоа, бидејќи не само групата, не само членовите на групата Мадригали, туку сите што растеа, тие генерации млади луѓе што растеа, сака да се вратат во тие времиња и да кажат, да речеме, односно да се сетат на мелодиите кои што тогаш беа доста популарни. Мој следен соговорник е името и презимето. Стојчевски Љупчо. Љупчо, вие сте, гледам, релативно помлад од сите други членови на групата. Кога вие се вклучивте во групата и како се случи тоа? Имаше, да речам, избор и да бидете член на некоја друга група. А зошто токму во Мадригали? Што беше тоа што пресуди? Па вака, момците од Мадригали, што да го се реформира пред некој време, значи по повод овој концерт,
И едноставно ме повикаа да се приклучам, пошто Драган Карамфиловски Бојс во моментов изгледа не може да дојди. И јас со задоволство прифатив таа работа, пошто уште како мал ги знаев, ги слушав, ги пратев и ми е задоволство едноставно да учествувам во овој проект. Се сеќавате, а пошто најмногу се сеќавате кога ќе се речи зборот, мадригали? Како Пошто најмногу се сеќавате? како една од првите битолски и македонски рок групи. А на некој од тие изведби на мадригалите пак. И јас бев многу малку се сеќавам на само памтите, да, покасно гледав некои снимки, слушав некои снимки од нив, ги знам сите ствари во главно. А нешто посебно не се сеќавам, бев доста млад кога свиреа тие по тие. Бевте млади, меѓутоа и вие и ние сите помалку бевме нешто помлади од колку што сме сега, но пораснавме, израснавме и еве се имаме повторно среда да се сретнеме со оваа група која што остави силни траги во македонската, битолската, разборувам за битолската музика, меѓутоа беше група која беше позната и на просторите на поранешна Југославија, кога имаше невидена една конкуренција, многу познати рок групи и така натаму. Знаевте вие за тоа време, тогаш еве сега да речеме и сега сеќавате на тоа време на некои такви групи? Малку се сеќавам, меѓутоа покасно кога разбрав и кога ги слушав тие и гледав тие снимки, само знам дека тие во тоа време беа тие две-три битолски, уште беа Лепи Сол ден за ден и Југославија, уште некоја група да речем од БТ Топ исто од овде и уште некоја југословенска да речем рок група. Зошто човек дома животот е пон со желости, стишта мој, стишта тој. Зошто јас сум човек толку мал, среќа јас би ми дал. Žena, a ja zle. Kaži, zašto ne? Sekoj imam mnogo želbi svoj. Јас ти тој. Сето тоа кој би ти го дал. Но зошто, човек дома. Благој Димитриевски.
уште една стоп. Ајде се да поразговараме, кажете ми како се случи да се дружите со овие прекрасни момци, влюбеници во музиката? Прво да кажем, имам голема чест што ме повика да видам дел од нивната екипа. Јас нив ги памтам, мадригали ги памтам, пев многу мал. Прв пат се сеќавам, кога ги видов во Претор, беа големи шизици. Така, че времето. Ги видов во студент летовалиштето. Јас пев, да, основно можда седмо оделение. И се сеќавам тамо на една игранка ги видов. И така имам голем печаток од тогаш за нив и така има нивната музика беше да речем рок, меѓутоа комерцијален и лесно така впиблив звучи и тие беа печатоците од тоа време. После меѓутоа знаеш тоа време имаше и некоја ние слушавме повеќе и странска музика. После тоа па немаше на македонската естрада нешто така, некој голем избор. И така, што би кажал. Мадригалите свиреа, младите шизеа во тоа Да, време. Чупиње да. колку сакав имаше околу тие млади момчиња, тогаш убави симпатични. Така и долири беа, Да. и долири Кажете беа. ми сега, дали нешто што навистина силно ви остана во сеќавање? Можете да одвоите нешто Абе, што е тоа? Нивниот звук, нивниот имидж има така. Добар имидж има тогаш беа да речем личе на вака на бело дугме личе. Така со нивниот имидж, со несувањето, елементи точно што фолклорни известуваат, елементи, тоа така. Уште така, побогат нивните изведби и така Так. натаму. Дали некој сте скаравте? Не сам за убави работи, се скаравте некојаш така, се расправавте некојаш? Ај, не си имаме скарано, не сум многу време со нив за да се скараме. Меѓутоа не, има многу добра така, Така, работна средина со групата. И сите ми се познаници од многу одамна. Сите членови. И така, сега сме и комши па цане. Комши, другари, Да, и заедно да. свирите. Да. Тешко е да се свири на Не. нови инструмент. Не. Нови инструмент што го сакате ви. Ништо не е тешко, се сака многу. А што значи се? Тапаните што значи во однос на сите други инструменти? Па, тапаните. Таму, што е улогата? Па во рок музиката може да е основа. Ритамот е основа на рок музиката. Така. И ако има добар ритам, добра Значи, ако секција. грешите вие, грешат сите, да? Па така некако. Или ако свирите вие, сите свират убаво. Ама ние Можда. мадигали ги познаваме само по нешто убаво. Да, да. Да, беше прекрасна една временска сезона, бевме помлади, сакавме оваква музика, меѓутоа сега ќе видиме колку сега можеме да ја сакаме, да ја слушаме оваа музика, тоа ќе го видиме на контото што предстои. Да.
Ефтини жени и ефтини вина се лажни. Во секој ќоше, во секоја деска ти има. Ти има на станица по мосто, ти има во секој ефтин бар, во мрачните улици код кино, во мојата најважна суса. Знам има разни, безобразни, празни и фини. Јас проводим бара, а младост и тело им дава. И сака да ме има, и сака од мене убаси, а платежно способна би била, во случај да со неја сум ти. Платина to play мрж да те нема, Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema. Znam ima razni, безобразни, празни и фини. Јас проводим барам, а младост и тело им дава. И сака да ме има, и сака од мене убав си, а платежно способна би била, во случај да со неја сум ти. Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema. И сака да ме има, и сака од мене убав си, а платежно способна би била, во случај да со неја сум ти. Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema, Platina to play mrž da te nema. Platina to play mrž da te nema, 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 Platina to play